Предмет физичко и здравствено образование, одделение прво. Наставна содржина, игри за развивање осет за равнотежа и слух. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасевска, Основно училиште Кочурацин, Охрид. Наставни цели. Кај ученикот да се развива осет за равнотежа и слух. Развивање и јакнење на сетилата и на мускулатурата на рацете, нозете, целокупната мускулатура. Развивање еластичност, координација, упорност, цврстина, одлучност, подвижност. Воведна подготвителна активност. Слушај добро. Опис на играта. Еден од учениците се сокрива за некое дрво или ограда и прави некои шумови. Останатите ученици внимателно слушаат и се обидуваат да погодат од што се предизвикани тие шумови. Например, од удирање со прачка во дрво, стружење камен со камен. Победник е оној ученик што ќе даде најмногу точни одговори. Главна активност – од каде доаѓа гласот. Опис на играта. Наставничката одредува две деца што ќе се скријат и наставничката тогаш ќе свирне. Едно од овие деца силно ќе викне. По пристигнувањето со учениците на определено место ќе им напомене дека ќе чујат некој глас и тие да покажат од каде дошол. Кога се учениците смирени, наставничката свирнува и еден ученик кој е скриен викнува силно „А!“. Потоа наставничката прашува од каде доаѓа гласот. Сите ученици покажуваат. Потоа наставничката го повикува ученикот да се јави, а учениците што точно не покажале се коригираат. Играта продолжува на тој начин што истото се изведува со другиот скриен ученик. Завршна активност слепа баба. Опис на активноста. Учениците се во круг. Во средината еден ученик е со заврзани очи. Нададениот знак кругот се врти во десно и учениците бројат, например, по 2 до 20. Кога ќе завршат со бројањето, сите ученици клекнуваат. Ученикот со заврзани очи оди од ученик до ученик и со фаќање по главата и телото треба да погоди кој ученик е. Ако погоди, настанува смена и играта продолжува. Ако ученикот со заврзани очи не погоди, оди на друг ученик или трети. А ако од нив не погоди ниеден ученик, играта се продолжува со истиот ученик. На крај може да ги пробате овие игри и ви благодарам за вниманието.